Последни вести денеска. Добро вечер. Министерството за внатрешни работи го објави 18-годишниот Саитов Саит, осомничен дека со автомобил прегази пешак во скопската населба Капиштец, пошто избега од местото на несреќата и ја напушти државата преку граничниот премин Табановце. Тој се бара по централна и меѓународна потерница, распишана по барање на основното јавно обвинителство Скопје за кривично дело по член 300 од Кривичниот законник на Македонија, односно тешки дела против безбедноста во сообраќајот. Основното јавно обвинителство Скопје отвори истражна постапка против осомничениот и за неукажување помош по сообраќајна несреќа со смртни последици, што се случи на 9 јануари на улицата Народен фронт. Според истрагата, 18-годишникот управувал автомобил Volkswagen Passat без да поседува важечка возачка дозвола. Движејќи се со неприспособена брзина, извршил непрописно поместување во левата коловозна лента и удрил во пешакот Љуба Јаковлеска. Наместо да запре и да укаже помош, побегнал од местото, а повредената била пренесена во ургентниот центар, каде што подоцна им подлегнала на тешките телесни повреди. МВР пак го приведе лицето кое го искрши стаклото на бугарската амбасада во земјава. Оттаму велат дека под документирање на случајот ќе биде поднесена и соодветна пријава. Инцидентот, кој што официјална Софија го нарече напад, шефот на македонската дипломатија Муцунски го оцени како изолиран. Детали од Афродита Рамос. Лицето кое го скрши стаклото на влезната врата на бугарската амбасада е лишено од слобода. Се работи за 54 годишен маж од Скопје, кој е приведен на улицата Кирил и Методи во Скопје. За сторителот со иницијали ША по документирање на случајот ќе следува соодветна пријава, информираат од МВР. Скршеното стакло на бугарската амбасада е изолиран инцидент со материјална штета која не е од голем обем, оцени министерот Тимчо Муцунски, кој го осуди инцидентот. Според Муцунски, по настанот следел брз и ефективен одговор од надлежните институции. Да, се работи за инцидент кој што го осудуваме. Но инциденти, за жал, ние не можеме да контролираме секој кривично правен настан кој што ќе настане на територија на нашата држава. Наша одговорност како држава е прво да дадеме објективен одговор, да го осудиме настанот, а второ, нашите институции максимално брзо да ги превземат сите потребни действија и сметам дека од наша страна е сосема коректно одговорено до овој момент и се надеваме што побрзо дека ќе заврши истрагата од страна на Министерството за внатрешни работи. Бугарскиот амбасадор во земјава, Желјаско Радуков пак, за БНТ изјави дека сторителите на вакви действија биле поттикнати од говор на омраза, што според него институционално не се превенирал. Предходно, бугарското МНР настанот го опиша како напад и грубо нарушување на Виенската конвенција за дипломатски односи. Тој е антиболгарски во своето суштество. Тој расширява кръгъл потенцијалните извршители на такива нападения и ги мотивира. А другото е, разбира се, липсата на наказание. Тази безнаказаност, с която се посреща абсолютно всяко нападение срещу лица или институции, свързани по някакъв начин с българската общност или с България, предотвратява възможността гражданите на Северна Македония да се чувстват најмалку неудобно ако ще нападат нещо българско, т.е. няма никаква превенција. Што се однесува на акцискиот план за малцинствата кој беше вратен од Бугарија, Муцунски појасни дека тим на македонски и меѓународни експерти во моментов ги анализираат сите забелешки, но меѓу нив, вели Муцунски, има тенденциозни и необјективни и додаде дека е разочаран од начинот на кој Бугарија комуницира на оваа тема. Предлог законот за заштита од пушење, кој што се очекува да стапи во сила на 1 март, не е рестриктивен, туку европски, вели министерот за здравство Азир Алију. Според него станува збор за воспоставување европски стандарди за заштита на здравието и не очекува тоа да влие врз работата на бизнисите.
али увели дека во тека е јавна расправа и е отворен за диалог со сите засегнати страни, но нема да дозволи хибридни модели на закони кои што нема да имаат никаков ефект во, како што вели, намалувањето на штетните ефекти од цигарите. Законот не е ригорозен, ни рестриктивен, туку е европски. Значи, и ние едноставно ги припишуваме тие препораки кои што во Европа веќе се дефинирани во законот. Бизнисите нема да се затворат, бидејќи ние не забрануваме пушење на цигари. Тие луѓе што пушат може да пушат во одредени простори, како што се тераси отворени од три страни. Се уште нема договор за измените на законот за прекршоци, потребни за од 1 февруари да профункционира Safe City системот. Собранискиот спикер Гаши вели дека ги чека партиите да се договорат. На брифинг со новинарите, Гаши информираше и дека поради немање Бадентерово мнозинство, заглавен останува и изборот на нов правобранител. Јана Јосиповска. Статус кво во собранието за нов народен правобранител. Неговиот избор останува заглавен и зависен од волјата на ДУИ, која го условува со Бадентерово мнозинство. Наследникот на Насер Зибери веќе неколку месеци го блокираат од партијата на Ахмети, кои се против предлогот нов народен правобранител да биде Фатон Селјами, кој пак е поддржан од Вреди. Собранискиот спикер Африм Гаши ги чека партиите да се договорат. Според него, на утринската координација со пратеничките групи, никој немал забелешки за ова прашање, но за позитивен исход потребна е политичка волја. Повторување на процедурата и нов оглас, вели Гаши, дополнително ќе ја одолжи постапката, а ако сегашниот кандидат се повлече, постои можност да се изврши филтрирање на нов кандидат од досега пријавените. Ги повикав координаторите на пратеничките групи да се усогласат околу народниот правобранител ако можеме да најдеме решение. Немаше некоја забелешка околу тоа, никој не беше против, само ќе треба да се разговара во меѓувреме. Се надевам дека набрзо ќе дојдеме до решение што се однесува до нас како собрание. Ние сме ја донеле процедурата до седницата и точката е на дневен ред. Штом има договор меѓу партиите, веднаш ќе ја свикам седницата и ќе го гласаме. Меѓу пратеничките групи се уште нема договор ниту за измените на законот за прекршоци, потребни за да функционира Safe City системот од 1 февруари. И за нив не може да се обезбеди двотретинско и Бадентерово мнозинство во собранието. Неизвесен останува и изборот на Альбан Кадриу за нов член на судски совет, кој го предложи владеачкото мнозинство во собранието. Тој беше предложен пред да биде донесен новиот закон за судски совет. Околу измените на изборниот законник Гаши информира дека се уште чека допис од министерот за правда Игор Филков, за да може парламентот да ја формира работната група и да почне со работа. Прашан за можноста за распишување предвремени парламентарни избори, Гаши вели дека лично е против, не само поради економска и политичка стабилност, туку и за да се остават властите да ги завршат мандатите и да го реализираат ветеното. Тој смета и дека техничка влада 100 дена пред избори не е потребна и тоа според него е надминат концепт. Судскиот совет доби нови членови, откако собранието ги избра професорката Арлинда Кадри Шахиновиќ и адвокатката Сузана Јошевска Анастасовска. Тие за функциите во телото што ја оценува работата на судовите и избира, оценува и разрешува судии и председатели на судови, се избрани на предлог на председателката на државата, Гордана Силјановска-Давкова, која во собранието ја образложи и својата одлука. Ваквиот нејзин потек го поздрави председателот на собранието Гаши, кој кажа дека тоа го очекува од сите функционери кои предлагаат закони или личности за функции. Јасно беше дека и самиот судски совет стана фактор на криза во судството заради она што се случуваше внатре. Ако во судскиот совет регрутираме луѓе посветени на правото, луѓе стручни и компетенти во областа на правото, мислам дека тоа ќе значи промовирање на исти критериуми и при изборот на судиите, одговорноста на судиите.
Тоа беше се во вечерното издание на вестите. Благодарам за вниманието. Пријатно.